случи се? Вака вие отприлеп, како гледате на овие работи? Ја ќе дополнам. Многу подобро гледаме, бидејќи од високо ве гледаме, од Плетвор, например, кој ќе да гледаме. Начело со македонските синови. Не, тие македонски синови се оградувам од тие имав една прилика да ги слушнам. Да не се коментар за тоа, да не се распленуваме умилото, значи биди концизен во изразот конкретно за ова. Јас мислам дека работите може да се решаваат паралелно. Ставо што ги има Фемгерила, мислам Фемгерила, јас така си ја викам. Тој дека може работите да се решаваат паралелно, без разлика дали имало на пример стечајни работници во предсобрание, без разлика кај светилиштето на мајка Тереза кај што се зошто да нема на пример тука. Значи чекај вака да те парафразирам за да те разберам и јас и најобичниот гледач. Значи он има малце порадикален став. Да. Првим дајте да средиме основното што треба, тоа е неговото гледање. Не, јас сум реален песимист. Не, во ред. Добро, значи го објаснам, само го артикулирам твојот став, ништо друго. Додека вие двајца сметате дека работите треба да се средуваат паралелно колку што може, значи да не чекаме една ситуација да се среди, а сега имаме услови да го правиме ова. Мислам тоа че оди на кумо недоглед. Никогаш нема да дојди на ред, например да се решаваат од маса проблемите што си ги има. Никогаш нема да дојди на ред. Некои други помаргинализирани групи што ги има, например, тие проблеми да се решават, туку мора секоја заедница условно кажано, добро, да си се бори само за себе. Да, што се шири муавето, значи не се задржуваме сега само за правата на овие квир, хомосексуалците и така натаму, него гледаме принципиелно. Сепак сте некаков глас. Да. За сега сте глас. Не ли примитуваш, Јанко, дека постојано кај нас се зборува за дислокација, за ишкање на проблемот. Истото беше и со журката на Масо. Не може на площадот, ама може у папаја доле под земја, значи кај што нема да ве гледаме. Сексуалните работници и работнички не може пред МКЦ за да го зачуваме достоинството на МКЦ. МКЦ и достоинство. Мислам, колку време? Чекај, дека се доискаже. МКЦ не е на младите. Океј, ќе ги дислоцираме кај, не знам, Саре негде таму темниците. Центарот во за лечење на зависности во Бардовци, последно е зад Карпатите. Значи само ги ишкаме, проблемите не ги решаваме. При едно шетање на площад со странец, тука приметив група, мислам, просјаци, седат на таблата на мајка Тереза, при што, мислам, една мајка држи бебе вака над таблата и, мислам, како да кажам, па Кења бебе над таблата, мислам. Нема како да кажеш, убаво се каже. Кења, и сега идеме со странци, шо да правиш? И сега гледаш овде го поврзувам со многу лошо. Исто еве, ја не сум неутрален, иако сум домаќин овде, треба исто сите со исто кафе да ме послушам, се работи. Знаеш, близок ми е нивниот став кога викаат, да, стварно не може една работа да се среди, но вака радикални моменти ќе се согласиме дека има, стварно чекај се, како да е, кога имаме ситуација... Јас према LGTB, така се каже, спрема тоа движење, ја имам една неутрална... Не е битно, не е битно добронамерна неутралност. Не е битно. Битно е... ја да постојат структури кои што ќе работат за зачувување на... Не се бавам ја, не сум ни не се бавам, не ме интересира, не свеѓаш. Не треба да дозволиме некои инциденти. Да, не, тоа никога. Сам инцидентни ситуации тие да се потенцира, а ние блогериве многу често знаеме баш за тоа да се фатиме и да направиме полемика, да развијаме голема. Не треба да дозволиме тие работи. Тоа, кога Шекеринска се фати, се јави кај Латасот и за тоа умре од дебати. Ја мислам сум приметил дека, ама тоа е веќе една друга, тоа е менталитетот на луѓето од селото, кој ќе има некоја случка да дојдат да се соберат и да раскаже секој кој што мисли да се... И тоа е интересно, мене ми е добро. И ќе се испукаат. Но затоа пак продолжува она што, например, токму вас ве викнав, затоа што ја не сум некој цензор, па сега, вие сте подобни блогери. Нема подобни блогери. Но имате срочена мисла, се борите имате некаков став кој е артикулиран и генерално, иако сте тројца со сосема различни интереси,
еве гледате како се наоѓаме заеднички, бидејќи токму проблемот у секој нас што го гледа има заеднички именител. Како ситуацијата, подлогата. Ние немаме подлога у основа. Ние се бориме за една здрава подлога на која ќе можеме да ги реализираме сите овие работи и сите права и сите да се реализираат, а во исто време нели што повеќе да ги задоволиш сите, да нема бидејќи која е поентата? Ако направиш нешто на сила, како што например парадата, геј парадата во Белград се направи, па овие добро ќе ве пуштиме. И им ги пуштија радикалите и тоа беше масакар. Немаше мртви, ама беше духовен масакар. Значи, која е поентата ако после тоа работите се уште повеќе се заострат? Знаеш како, ако правата кои што ги имаат на хартија ги живееме сите, нема никаква потреба од парада. Ама никаква потреба од парада. Така. Не знам зашто некој би излегувал на парада, освен ако нема нешто естрадно во себе, па сака нели да се слика или покажува. Зошто би излегувал на парада ако стварно го живее животот онака, мислам, ако јас или ако еве са не спомнам ти, ако еден дечко, својот партнер може за рака да си го прошета по плоштад, што има да шета со музики, со тамбури, не знам што. Значи се сложувам дека нема потреба за парада. Јас исто се сложувам, но ако некој сега па има потреба така да се артикулира, а па ако е тоа па поголема група на луѓе, мене не ми смета. Очекуваме да не бидам погрешно разбран, јас да очекуваме тогаш парада на стрейтери, парада на родители. Одлично прашање. Каде се правата на хетеросексуалците? Да. Кај се моите права како хетеросексуалец? Ти ги живаш твоите права. Значи, можеш да влезеш во граѓански брак, можеш да имаш дете и така. Со кого да влезам во граѓански брак? Со мене ќе влезеш ако треба. Браво! Значи, со кого ќе влезам? Готово ти фрли прста на маса, чути. Главната цел на парадата, видливоста. Односно, јавното ставање на својата сексуална ориентација јавно. Како? Ти како хетеросексуалец постојано ја манифестираш својата сексуална ориентација. Затоа што ние не ја манифестираме, например. Постојано ја манифестирате. Ја манифестираме. Зашто? Ако излегува со девојка ти, ја држи за рака. Нема, алиенација сега, нема. Добро ќе најдеш. Постмодерно време нема. Со девојките. Сега не ме разбираш. Значи, шедате за рака, ја представуваш пред своите родители како сопруга, девојка, партнерка, што и да е. Она што се случува во еротскиот и љубовниот живот на хомосексуалците е набиено во маргините на погледот. Не разбираш? Ајде, тоа не е само некој процес кој е кај нас. Значи не можеме ние ова општество. Дефинитивно не е. Ние ако гледаме еве и најлибералната можеби серија што сме ја гледале Вил и Грейс комична која треба да го омекне тој став спрема хомосексуалноста, гледаме дека се и они си имаат една тешка борба и така натаму. На страна борба имаат лоби групи, имаат сенатори, тоа е они се на еден нормален живот. Кажете ми, са Ептен у Небраска у каубојско село, окей. Јане, имаме примери дека и западните земји, вие не сте неписмени деца, гледате, комуницирате преку интернет и јасно вие. Сте ги читале книгите децата од плоштадот Зоо и така натаму, книги кои не фасцинираа, не шокираа со состојбата, например, на наркомани. Една Швајцарија која ќе земеме као високо цивилизирана земја, па направи одвои еден дел од еден град покрај Кеј, каде што родителите им фрлаат пари и им фрлаат дрога, шприцеви на своите деца кои живеат изолирано. Ето, општеството не ги отфрла, али ги изолира како евреите нели во Варшава, во гето, истото во Данска го имавме доскоро, нели живеа во гета, живеа и така натаму. Дури високо цивилизираните земји идат покажуваат примери, ние од каде да го земеме. По кој примери, по кој урнек ние би требало да се однесуваме кон сите тие новите морални етички правила кои и Европа ги бара, новото време што доаѓа и така натаму. По најосновните човечки хумани чувства.
Мислам, тоа е прецедент, ја можем тука да дрвиме со теории до утре са бајле, меѓутоа, ако во себе носиш нешто човечно... За дрвење сме дошле, Тоа окей. Да не замараме со теорија, мислам, тоа ми беше моја цел, така кога дојам тука да зборуваме. Душно неутрален и така. Па може би тоа е ја не сум конзервативец. Да, па може би тоа е кој е конзервативец? Да. Види го мејнстримот, Боки 13, тоа ли е пуританизам? Не. Боки 13 е сосема друго, мислам, прво Боки 13 мејнстрим е турлиталат, певалки. Е пародија сам на себе си, мислам, тоа е сосема... Тоа нема пуританизам кај нас. Ама добро, и он таков каков што е, и он се бори за некаква сексуална емансипација. Што се бори, него му е супер. Што се бори, он се бори, он е нешто во врска со тоа. Не, ама овде е извртено. Самата негова презентација и појава во јавноста говори дека он си ужива во тоа и си ја манифестира. Па кој го гнетува него? Јас мислам дека Бук е онака пародија на самиот себе си. Он е... Се забегуваме. Јас зборам ова. Дали може да се пресликаат работите од Западот, онака дан да не Ма не сваѓаш? станува збор само за западни концепти. Може, ја ќе ти кажам. Дозволи. Например, ја бев у контакти со овие анархистички, антифашистички организации, бев пишав за тоа на Денот на победата по повод 50 годишнина од падот на Берлин, бев на контрадемонстрации против против НПД во Берлин. Што е тоа НПД? Тоа е таа партија, легална политичка партија е дефинирана како неонацистичка. Добро, и протестирате против неа. Се протестираше да се спречат да маршираат на 8 мај. Тоа беше недела, 2005. И успешно беше, ги избркавме. Добро. Блесок, не, ја победија партизаните, добро. Малку фале во мојот живот ја да ме привлечат такви некои наци глупости, меѓутоа за среќа ете не. Добро. И тука имаше од разни фракции, анархисти, некојаш испредставени да се рече анархисти, троцкисти, сталинисти, све. Што ти е поентата? Ова ми е поентата. Прво и основно, таму да се јави анархизам или ЛГБТ, таму е некако нормално, затоа што таму има цврсто етаблирана држава и етаблирани пуританци со своји партии, сенатори, ти текно е. И има традиција. Или ние се движиме кон тоа. Или Македонија на тој пат да стане нема кај нас нема пуританизам за да биеш против него. Како ти кажам сега, например, таму имаш онакви старци кои се гнушаат од ти текне. ЗББ, поента. Сега кај нас не можеш да пресликаш, нема. Кај нас мејнстрим е Боки 13. Немаме ние Жан-Мари Ле Пен. Доставаме реклама. Добро. Аха, немаме такви... Добро. Никако... Не, ај, например, сега, кај зошто батали? Зошто ми се откажуваш среде реченица? Зашто го решив? Те викнав, затоа што сакам да се кажа, доискажеш. ја писмено поубаво се изразувам, зашто избрисав така, тоа е интересно сега. Например, има многу работи во блогот кои и мене ме интересира. Знам дека ако почнам преписка со вас, па како ќе се свати, па дали мојот тон е висок или е низок, или дали сериозно ќе ме свати. Вака кога разговараме, збориме токму и се разбираме и по тонот, и се гледаме у очи и разбирам. Полесно ли е вакви ставови да се напишат и да се заклучи и после читај ги овие коментарите, или напиши го ваков став, изнеси го јавно, па и да ги пуштиме, да ги видиме јунациве кои се јаки на ова, да ги чуеме, например, во дебата, би ги пуштил во емисија. Да, ама некад ќе забориш да кажеш нешто битно, па ќе се јадеш после кога ги гледаш реприза. Што? Па тоа стално. Не може писмено е друго, 100 пати ќе го коригираш и може автоцензура евентуална негде само позитивна. Зошто така? Зошто тоа би го правил? Зашто писмено друго е ќе... Добро? Тогаш е попрецизен. Помине... Да. Сметаш дека тогаш ставот ти е многу попрецизен? Да, апсолутно. Не сакаш да ова ќе се јадам утре, пошто види, веќе секој излезе на телевизија. Така? Добро? Секој излезе на телевизија, више... Не.
И во една таква состојба, луѓе кон нас немаме прилика увек. И кога ќе излеземе, онака сакаш да се испуцаш све и ќе се зезнеш. Па што ако? Ќе си направиш лоша услуга. So what? Ништо. Зар овдека изнесе нешто што сега тебе како личност ќе те строза се плашиш? Дека ќе те... Да, има... На моето реноме. Ама зашто? Не е кул он. Не, веројатно сме ние веќе навикнати писмено да се изразуваме. Мислам, Па да, тешко управо е. Ама гледај. Ја не сметам дека имам реноме нека. Има една работа, знаете, после ова вечерва ќе ги имаме први на оние мали тролчиња, знаеше, оваа как убаво му кажа на оној, го намачка. Не, овој го згази и сега кој ќе помине таа дебилното ниво, тоа стварно едно ниско примитивно ниво, па ќе прочиташ некоја срочена реченица, ќе прочиташ нешто корисно. Ние нешто сме дебатирале да го видиме фидбекот таму. Ја цел живот све што правам го правам со фидбек. Значи, никогаш не сум изнесол некаков став, а да не може некој да ми се јави да ми се спротистои. И да се расправаме, и да му спуштам слушалица, и да се кажа, па нека одредува. Значи, на таа интеракција блогерска... Исто и блогерската. Кој ќе го стане, гледам се почесто, ти го имаш ставено страна, тоа е едно сервисче, како се нарекува, ја не знам тоа, чим напишеш порака, веднаш се појавува пораката и во колку часот. Чат. Муабет, кај на се на блогера е муабет. Па така и исконтактира директно да се разговара, не со преписка, него... Малте некако да разговараме сега. Да. Тоа па е едно друго ниво од коментарите. Да, ама за него е глупости. Од досада некад навечер. Да, јас гостев, например, тој чатот, само за да може да искомуницираме со тебе, ти бидејќи ми на страната моја, на блогот, ми ги преоптеретуваше тие што ми беа лични информации, за да може да исконтактирам со некога, ако сака и евентуално нешто да пренесам од блогериве, како што кај тебе, например, имаше, извини јас, кај тебе. Да, слободно. Кај тебе имаше, например, што си кажува луѓе што му смета, например. Мислам дека правата идеја ти беше да зборуваме за блогерајот, за блогот и за блогерај. Да. Сам многу фино што се расплина вака муабетот, ти блогерајот е само еден сегмент од македонска блогосфера. Мислам дека не би смееле ние да зборуваме за блогерајот. Да, и мислам блогерајот си има куќен ред. Многу интересно. Никој тој куќен ред не го прочитал. 5 точки. Сите се зафаќаат за некои работи. Мене ми го исклучија блогот, јас не можам да пратам коментар, вред. Тие се навистина технички работи. Не му излегува на некого, например, имаше доста, например, коментари тоа е да битно збориме за техничкиот дел. Не, цел со вас за техничкиот дел да збориме. Ја мислам дека треба да збориме за тоа е битно. Ама немам човек овде како еве например празно. Не, види, затоа што Битно е објаснам тоа. се. Затоа што вас да молам. Извини. Многу е битно на некого дали му излегува коментарот на насловна страна, бидејќи така функционира, или не излегува. Кај нас така функционира. Мислам, јас гледам коментар, некој искоментира на таа тема. Еве го ова да го видиме, да го отвориме блогерајот. Тоа е овој дел овдека, кога новите блогови ќе се појават. Така? Така. Е сега. Има некои кои урлаат до небеси и велат дека се намерно цензурирани. Јас сум ги читал тие блогови кои велат дека се намерно цензурирани и стварно не можам да најдам зошто некој човек на светот и би ги цензурирал. Очигледно е дека има некаква технички проблем, има некоја мушичавост целава работа и некои блогери едноставно не може да им се појави на насловната страна. Добро. Но и знам дека сите ги боли тоа, ја не знам, гледам дека се прилично кулон по тоа прашање, но се работи за една работа. Колку е тоа битно да текстот твој ти се појави на насловна страна? Ајде први тоа. Битно е. Ајде ти. Битно е од една страна. Ајде ти. Не, ти. Може ја? Ајде ти. Не, битно е од една страна. Например, така кај нас тоа функционира. Ако не ти излези во нови постои, од старт, само што излегува твојот блог, дека имаш нов, мислам, твојот пост, дека имаш нов пост, од старт, барем кај некој вака што... Упола читан ќе бидеш. Имаш, например, не зборуваме за на насловна страна, значи, не од оние текстови, туку за нови постови. Овој нови постови, овдека треба по автоматизам. Секој што ќе напише нов текст, овде од страна треба да му се појави ова што го болдирав сега, така?
А ова е избор овдека. Ова е избор уредувачки. Тоа е уредувачка политика, тоа се две различни работи, не се немаш мешаме. субјективна работа, кој да дојде, секако ќе има реакции во смисла на требало и не требало. Тука ако не се појави тексто, луѓето са има една алатка, се вика алатка РСС. Луѓето, мислам, блогерите кај нас уште не пратат блогови преку РСС. Што значи тоа? Тоа е РСС-то е има впишувано и за тоа многу полесно ми е да го пишам отколку да го кажам. Вестите кои што излегуваат на одреден блог, ти одма ги примаш. Ги гледаш дека ти излегуваат, дека има нешто ново. Ги одредуваш кои блогови? Ти си одредуваш, например, да го пратам блогот од Јади Бурек. Така, си го пишува блогот на ФМГ, и си го, кај мене сите, например, ново што ќе излезе, тебе ти доаѓа. доаѓа. Излегува предплатно на вестник. Да, буквално е предплатата. Так. Сам што е бесплатно. Кај нас таа работа, например, уште не му е позната на блогерите. Зборувам за блогерај. Тие што се на Blogspot се пософистицирани, реално, за ми ги познаваат тие благодети што ги дава. Да, ма на Blogspot нема насловна страна. Да, тоа ми е и муабето. Тие ги пратат блоговите преку РСС. Претежно, или ако посетат блогерај. А може ти овдека преку блогерајот истото да го прави. Да. Така? Да, може ти преку блогерајот. Значи, ја нема таа комуникација наеднаш и ги нема фактички тие блогери. Јас знам примери од блогери што овие работи не му се решаваат со месеци. Тоа е проблемот. Комуникацијата, техничката работа не се решава во од. Порано дури беше миопа за тие работи, имаше некоја комуникација. Мене лично таква комуникација не ме бендисуваше, ама побрзо се решаваја работите. Сега не се решаваат работите. Некако се оставени блогерите како самите на себе. Добро. Такво чувство меѓу блогерите има. Да, дорете ќе се согласам со тоа, но неблагодарно е бидејќи немам човек. Не, можеме да ги споделиме. Не, има друг мотив зашто инсистирам. Зошто инсистираш да мора секој да се појави не да се појави. Не зборам за уредувачката политика, ниту зборам за технички проблеми кога елементарни работи не може да се завршат. Сега, зашто толку сум запнал? Види се, од една страна само морам да се заблагодарам на Трендо, на Онет, на тебе, на сите фактички, што стварно без ја да ги молам, ете ме ставале на главна и све ме подржувале, се допишуваме, стварно фер. Стварно. Меѓутоа сега да не биде сматено од другите во смисла јас се улизувам, а не укажувам на објективните технички проблеми. У стилу не се отвора елементарна работа, човече. Елементарна, кликаш да видиш коментари, не ќе заглои или падови на системот. А тоа е нервоза за нас навлечените Трендо, стварно све, почит све, ама клучна работа. Не, навистина е нервоза за оние што се навлечени на тоа. Ирена е во право, јас сум еден од навлечените. И кога не ми се отвара и мене ми е проблем. Добива таков печаток. Реално да си не зборувам за тоа зашто не се разбирам, ама знам. Ја го знам проблемот, не можам да зборам нивно име. Ќе ви го кажам оф програм. Нема проблем. Оф програм ќе ви го кажам. Ги сваќаме, сега шо, без пари е. Но ме интересира, има една дебата во врска со појавување на текст на оваа страна и ми бара, имаше до мене дека биле цензурирани, што ја не можам да го прифатам, значи ево сега пред вас го кажам, значи ја не сум сретнал цензура на блогерајот, искрено. Еклатантен пример дека некој бил цензуриран. Од друга страна, има извини. Добро. Така. Од друга страна, постојат блог сервиси кои воопшто немаат ни насловни страни, кои немаат ни сервис да покажат кој е. Така да мислам дека треба да стартуваме од тоа дека пишуваш, па сега колку си популарен, како ќе најдеш, ти најдеш си модус. Овдека ова е многу добро решение да пак колку толку им дава. Да. Што добиваш вестник и има кавер стори нешто има. Но ја би дал една друга тема. Значи има технички проблем, очигледно дека кога ќе бидат луѓето од Оннет гости, ќе разговарам со нив. Требаше да поканиш еден од Оннет овде за да малце да се Рибаро, ако ми кажеш кај ќе го седнеше на оваа маса, јас ќе го на ова столче што се правевме место, да. Кланца. Не, овде. А ти кај? Немој да извадам сега кебла и да почнам демократски да се расправам со вас. Аз ве викнам, значи, тоа беше. Кога ќе ги викнам нив,
Тогаш ќе им се јавувате по телефони. Не, види, на крајот на краиштата без пари, сега сваќам. Сега тој сервер колку рами има таму? Секој блок сервис е бесплатен. Да не видам ја погрешно сватен, мислам. Да. Ние сите пораставме, што се вика со трендо колумните, па и сега со просто ја го критикував трендо едно нема проблем. А он фер испадна и ама пораставме, така имаше нешто ново. Сега да не испадне и критикуваме нешто што не е. Зборувавме за техничките проблеми на блогерот. Проблем имаме, не е проблем. Друго е проблем. Се сеќам Колја Мрак заедно со уште некој улета многу жестоко на времето и реагира дури по медиум и што било тоа бришење по блогови. Искрено, ја блогот, еве ќе ви кажам, значи од мојот став, ја блогот отворив како сервис на мојата ТВ емисија. Значи овде не доаѓаат само блогери, овде доаѓаат луѓе кои сакаат да се информираат. Значи, мојот двор, мојот весник, мојот дневник е моје право. Учеството некој да напише е привилегија. Не само кај мене, и кај вас. Секој што ќе напише на вашиот блог, ја мислам дека треба сите да го сватат. Не е право, привилегија. Дали моје право е дали ќе го оставам тој коментар или не. Затоа што добива пошто на конвенционален медиум го рекламираш и ќе дојдат и нормални луѓе. Ме интересира. Значи ја го кажувам мојот став. Не ме прашувам неутрално, ја тргнувам први со став. Не тргнувам новинарски. И јас сметам дека у мојот дневник ја ќе дозволам кој ќе стои, што ќе стои и така натаму. Моите критериуми, вие ме знаете, но таа критика не е цензурирана. Например, си го избришал некој, ти рекол, слушај бе, ти педер си, и ти го бришеш него. И тој се појавува на трет блок и вика, ме цензурираа таму. Што е нонсенс, тоа е многу лесно вадење пиштол или уперување со прст со многу тежок збор, бидејќи цензура е збор за кој имаме родители, имаме роднини кои погинале, кои страдале во животот и многу лесно се употребува тоа. Ме интересира вашиот став по тоа кој како коментира на вашите блогови. Бришете, не бришете. Треба све да иде, не треба све да иде.